Вие гледате поинакви вести на Слободен печат. Скопјани на мака. Возачите на автобуси пушат, зборуваат на мобилен и не застануваат на секоја автобуска станица. Граѓаните што секојдневно користат автобус за да стигнат и да се вратат од работа или за да завршат некоја друга обврска низ градот во изминативе неколку години се изнамачија со јавниот превоз. Мрзнеа по автобуските станици затоа што автобуси имаше премалку за да ги задоволат потребите на скопјани во услови кога 6 месеци немаше договор за во градскиот превоз да се вклучат и приватните превозници. Па и со нив потоа не достига автобуси. И сега е недоволен бројот на возила, а и тие што се обраќаат со исклучок на 30-тина не се во добра возна состојба, па честопати им се случува дефект по скопските улици. На сето ова патниците си имаат проблеми и со некои од возачите на автобусите. Тие се жалат дека голем број од нив зборуваат на мобилен додека возат, дека некои пушат во кабините, а наместо да застанат на обележаниот дел на автобуската постојка ја одминуваат и го запираат возилото десетици метри понатаму, па граѓаните се принудени да трчаат за да не го испуштат автобусот. Навистина не ми е јасно зошто го прават тоа. За да не понижат комплетно? Не ни нудат нормална услуга каква што треба да се понуди во нешто што се нарекува јавен градски превоз, не малтретираат. Автобусите се крнти и нечисти, крцкаат се, клатат. Во дел од нив не се отвораат прозорци или не се пушта клима. Дел од шоферите возат како да сме вреки со компири. Тргни застани, како прв пат да фатиле волан, вели скопјанка што градски превоз користи со години. Системот мижи пред теророт на родовите насилници. Игнорантскиот однос на полицијата, на обвинителството и на судовите, молкот, стигмата и срамот, како и ставот "тоа не е наша работа", дозволуваат континуираното насилство да кулминира во фемицид и покрај пријавувањето и повикот за помош и заштита од државата. Одговорност и дисциплински постапки за тие што не постапиле бараат неколку владини организации за родово насилство, откако скопјанецот Илија Стефановски ги уби својата поранешна партнерка од Велес Росица Коцева и незиниот татко. Тие најавуваат протест под слоганот "Ниту една повеќе" против колективниот крах. Покрај сериозната некоординираност и затајувањето на институциите надлежни за справување со насилството врз жените, кон фемицидите придонесува и молкот, родовите стереотипи и дискриминацијата, стигмата, срамот и немањето чувство за колективна одговорност. Вртање на главата настрана кога сме сведоци на насилство и ставот дека тоа не е наша работа, се уште еден показател за тоа колку сите придонесуваме насилството не само да се случува постојано, туку и да ескалира, а насилниците да продолжат да живеат слободно и да просперираат, анализираат во повикот група активистки од неколку невладени организации. Според достапните податоци, само во последните 5 години биле убиени најмалку 20 жени како кулминација на повторени епизоди на родово базирано насилство. Целиот живот им го посветив на пациентите, речен ни солзи во завршните зборови во кривичниот суд докторката од клиниката за радиотерапија и онкологија Мери Пешевска. Таа е обвинета дека на директорот на клиниката Никола Васев му оставила на располагање свој факсимил и лозинка за влез во компјутерскиот систем, за тој во нејзино име да препишува терапија на своји пациенти, која што терапија според обвинителството била несоодветна и довела до тешко нарушување на здравјето на 7 онколошки пациенти кои сега се покојни. Пешевска призна дека факсимилот и лозинката за влез во компјутерскиот систем на онкологија од 2018 до крајот на 2022 година ги оставила на располагање на шалтер на други лекари и на специјализанти, ама не за да остварат корист или за да се случи несовесно лекување, туку за пациентите побрзо да се прегледуваат и да не чекаат за да ја примат терапијата. Сакам да појаснам пред судот и сите присутни дека за сите 7 пациенти јас воопшто не бев ординирачки онколог. Тоа биле пациенти на доктор Никола Васев. Децидна беше докторката, додавајќи дека таа ниту им препишувала терапија на седумината за која обвинителството тврди дека погрешно биле лекувани, ниту пак го водела нивното лекување. Според доктор Пешевска, специјализанти и други онколози влегувале во системот со нејзините податоци, но нејзината намера била во интерес на пациентите.
Ем ги нема, ем не ги плаќаат. Градежниците висат на скелиња за минимумна сметка и за кеш на рака. Повеќе од 12.000 македонски градежници ја напуштиле земјава, но оние што останале висат на скелињата од утро до мрак за минимумна сметка и за кеш на рака. Статистичките податоци за второто тримесечје даваат мрачен приказ на состојбите. 17,1% од вработените во градежниот сектор воопшто не се регистрирани, односно се во зоната на неформалната вработеност. И додека власта се фали дека Македонија е претворена во огромно градилиште, а во исто време цените на становите отидоа до небо, сите ги затвораат очите пред очигледните примери за злоупотреба на градежните работници, каде што работодавачите остваруваат профит, а вработените работат за ниски плати, реагира Иван Пешевски, председател на Синдикатот за градежништво за слободен печат. Сивата економија во градежништвото се шири и добива димензии на сериозен проблем од два аспекта. Цената на станбениот квадрат урива рекорди. Кешот во секторот е масовно распространет, а работниците и натаму се плаќаат во кеш. Јавна тајна е дека добар дел од работниците со ниско, средно и високо образование се регистрирани за најниска плата или износ малку поголем од тоа, а остатокот го добиваат во плик. Затоа не е изненадувачки што деловните субјекти од овој сектор остваруваат високи профити. Многу е тешко да се докаже начинот на плаќање во плик, освен ако работникот не ја пријави таа злоупотреба. Но тие се плашат да не ги изгубат своите работни места, на што работодавачите прават значителни заштеди. Инспекциите мора да бидат максимално ажурни, бидејќи преку практиката на исплата на дел од платата на рака, работодавачите во градежниот сектор заштедуваат илјадници евра, а државата губи големи износи врз основа на неплаќање даноци и придонеси за делот од платата што оди во плико, објаснува Пешевски. Водата не е радиоактивна и почвата не содржи опасни метали по пожарот во Трубарево. Во нредното испитување на почвата, водата и воздухот во подрачјето на Трубарево не покажало присуство на радиоактивност, ниту пак одстапување од референтните вредности за тешки метали во почвата, соопшти Институтот за јавно здравје. ИЈЗ во вторникот ги објави резултатите од вонредните анализи спроведени по големиот пожар што избувна во саботата во магазин за отпад во скопското село Трубарево. Институтот за јавно здравје изврши вонредно испитување во засегнатото подрачје и во неделата беа земени примероци мостри од страна на професионален експертски тим од ИЈЗ за испитување на радиоактивност во вода, почва и воздух, како и примероци за испитување на тешки метали во почва, земја и испитување на тешки метали во вода. Во текот на вчерашниот ден, ИЈЗ извести дека според резултатите и направените анализи, во земените примероци не е утврдено присуство на радиоактивност во воздух и во почва, а не е утврдено ни присуство на тешки метали во вода, соопшти од ИЈЗ во вторникот. Дополнителните анализи покажале дека нема одстапување од референтните вредности за вкупно 16 тешки метали. Оттаму појаснуваат дека единствено е регистрирано зголемување на бакар и цинк во површинскиот слој на местото, каде што изгореле литиумски батерии, што се смета за очекувано. Како што посочи од институтот, се испитала и радиоактивноста во примероците од вода и според добиените резултати нема радиоактивност на земени примероци од вода. Од ИЈЗ нагласија дека анализите се направени во најкус можен рок и дека истите ќе бидат повторувани според предвидените протоколи. Велика Британија формално ќе ја признае палестинската држава овој викенд, откако американскиот председател Доналд Трамп, кој се противи на одлуката, ќе ја напушти земјата по државната посета, објави Таймс. Велика Британија ќе објави одлука за признавање на државата Палестина откако Трамп ќе се врати во Вашингтон во четврток. Британскиот премиер Кир Стармер претходно објави дека Велика Британија ќе ја признае државата Палестина на Генералното собрание на Обединетите нации следната недела, освен ако Израел не преземе суштински чекори за ублажување на ситуацијата во Газа. Трамп во јули изјави дека нема да му пречи ако Велика Британија ја признае Палестина, пошто САД се спротивставија на слични најави од други европски сојузници.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп вчера на државната вечера во замокот Виндзор, која беше организирана по повод неговата посета на Обединетото кралство, изјави дека врските меѓу Вашингтон и Лондон се бесценети и вечни и нагласи дека двете земји се поврзани со голем број работи, вклучувајќи историја, јазик, култура, традиција, потекло и судбина. Зборувајќи за односот меѓу САД и Велика Британија, Трамп рече дека тие се како две ноти во еден акорд или два реда од истата проза. Секоја убава на свој начин, но всушност е создадена да свири заедно. Врската на сродство и идентитет меѓу Америка и Велика Британија е бесценета и вечна, незаменлива и неуништлива, рече Трамп. Американскиот претседател, придружуван од првата дама на Соединетите Американски држави Меланија Трамп, исто така нагласи дека е почестен што е првиот американски претседател кој е почестен со втора државна посета на Велика Британија. Жештината уби околу 24.000 луѓе во Европа ова лето. 2/3 од смртните случаи му се припишуваат на глобалното затоплување. Глобалното затоплување, предизвикано од човекот, е одговорно за 2 од 3 смртни случаи поврзани со топлината во Европа ова лето, според студијата на научниците од Imperial College во Лондон. Студијата покажа дека поради екстремните температури помеѓу јуни и август, регистрирани се помеѓу 16.500 и 24.400 смртни случаи, објавува Guardian. Според студијата, која се уште е во фаза на прелиминарна анализа, глобалното затоплување е предизвикано од емисиите на стакленички гасови, кое што ги зголеми просечните температури во европските градови за 2,2 степени Целзиусови, што имаше директно влијание врз големувањето на бројот на смртни случаи поради топлотни бранови. Климатологот Фридерике Ото од Imperial College истакнува дека врската помеѓу согорувањето на фосилни горива, зголемувањето на температурите и зголемената смртност е неоспорна. Доколку не продолживме да согоруваме фосилни горива, многу од овие смртни случаи ќе беа избегнати. Иако се погодени сите возрасти, постарите лица се најтешко погодени. 85% од починатите биле над 65 години, а дури 41% биле над 85 години. Многу од тие смртни случаи се случиле кај луѓе со постоечки здравствени проблеми кои биле доведени до своите граници поради топлината. По убиството на Кирк, САД се соочуваат со невидена политичка криза, оцени Обама. Поминато неделното убиство на конзервативниот активист Чарли Кирк, поранешниот американски претседател Барак Обама излезе во јавноста со остро предупредување за, како што наведе, политичка криза каква што никогаш порано не сме виделе. Зборувајќи вчера во Пенсилванија, Обама истакна дека иако не го познавал Кирк и не се согласувал со многу од неговите ставови, неговото убиство го смета за ужасно и трагично, пишува BBC. Кирк почина пред една недела откако атентатор го погоди во вратот додека држаше говор на Универзитетот Јута Вели во Орем. Вчера 22-годишниот Тајлер Робинсон беше формално обвинет за убиството на Кирк, а се соочува и со обвиненија за кривични дела поврзани со поседување и употреба на неовластено оружје. Обвинителите објавија дека ќе бараат смртна казна. Окружниот обвинител на Јута Џефри Греј откри дека Робинсон наводно испратил SMS пораки во кои признава дека пукал во Кирк затоа што му било досадено од неговата омраза. Пред апсењето на Робинсон, клучните сојузници на Доналд Трамп ги обвинија левичарските активисти и реториката на демократските политичари и нивните поддржувачи за убиството. Државната обвинителка Пам Бонди најави сузбивање на говорот на омраза, иако во САД не постои конкретен закон за ова. Ова беше се во денешното издание на Поинакви вести. Се што пропуштивте можете да се потсетите на нашиот YouTube канал. Утре се гледаме повторно. Бидете добри.